Форматот и методологијата на кој што ќе работи ова интерпартиска група за реформи, помирување и интеграција. Да не се повторуваме, нели, ќе се формираат три подгрупи, едната група за реформи, едната за помирување, едната за процесот на реформи. Многу е битно дека сите овие три процеси се взаемно поврзани и нема исклучивост во овие процеси. Значи, уставните амандмани, реформите и помирувањето се процеси три кои што мора заеднички да се одвиваат и на крајот сепак сите имаме една иста цел да ја видиме нашата држава интегрирана во Европската Унија и во НАТО. Од тој аспект денеска и имаше присуство, нели, на првата седница на координативното тело, кој што беше и како резултат на повикот на премиерот на седницата на собрание за потребноста и сериозноста во која се наоѓа нашата држава. И затоа јас апелирам дека ние, независните пратеници, нели, од пратеничката група, од ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, го дадовме нашиот влог на 19-ти. Затоа очекуваме процесите да добијат на динамика и да отпочне со нивно имплементирање. Како што реков, ова се условени процеси, не се бланко подписи, затоа повикувам сите учесници, сепак власта е таа која што одлучува, тука да бидеме најасно, и го повикувам и премиерот Заев да почне уште денеска, утре, да се допринесе кон забрзување на овој процес. Нели, сепак не очекуваат процеси кои што нема да бидат лесни за сите, меѓутоа свесни за сериозноста, свесни за ситуацијата во која се наоѓа државата, ние, како независни пратеници, одлучивме дека треба да застанеме на таа страна на нашата држава и дека во оваа ситуација нема простор за импровизации. Единствен, искрен пристап од сите учесници може да доведе до квалитетно решение кој што ќе биде првенствено за доброто на сите граѓани кои што живеат во нашата држава.